Како што би кажал во Брисел, ќе зборувам на македонски. Представници на медиумите, почитувани гости, почитувани панелисти, најпрвен сакам да се заблагодарам за големото присуство на овогодинешниот Преспа форум за диалог и учеството на представници од високо политичко ниво од регионот и од нашите меѓународни партнери, секако од Европската унија, од Соединетите американски држави, од НАТО и од државите со кои што навистина имаме партнерски односи. Сакам на почетокот да ви пренесам поздрави од поранешниот премиер, господинот Зоран Заев, кој што не можеше да биде присутен тука. Бидејќи без него и Ципрас, денес ќе беше обичен ден и немаше да има ниту Преспа, ниту форум, ниту диалог, туку се уште ќе имаше преговори кои што ќе трае без некаква ориентација кога ќе завршат. И тоа е така затоа што тие двајца имаа храброст да донесат одлука, имаа визија и покажаа лидерство, каква што политиканти никогаш нема да донесат, бидејќи тие не гледаа на својот рейтинг за наредните избори, туку гледаа за иднината на граѓаните и на Северна Македонија и на Грција да живеат како соседни држави со добрососедски односи и двете земји да се членки на НАТО и во иднина членки на Европската унија. И затоа би замолил за еден аплауз и за Заев и за Ципрас. Овој форум е веќе трета година како го организираме и е значаен бидејќи го афирмира диалогот како средство за доаѓање до одржливи решенија. И ова е големо, реално и значајно признание за огромниот придонес на Република Северна Македонија во регионалниот и европскиот мир, во стабилноста, безбедноста и во перспективите што ќе ги паметат и дипломатијата и по новата европска историја. Има превод или нема превод? Ќе најдете слушалки за гостите? You're okay, Manuel? Целта оваа година беше да го покажеме уште еднаш значењето на нашата држава, која што е држава на мирољубиви граѓани, која од секогаш била пример за соживот и која што тоа го направила и пред формирањето на Европската унија како една од најголемите и најзначајните организации и унии во светот. Ние исто така секогаш сме биле на вистинската страна на историјата, докажувајќи дека само со храбро, искрено и одговорно лидерство предизвиците се претворуваат во можности. Со договорот од Преспа и сите следни чекори до денес, ние навистина ја обновивме вербата во дипломатијата, промовирајќи го отворениот диалог како придобивка. Со тоа покажавме применлив и функционален пример за решавање на кризи, што има посебно значење во денешниот геополитички контекст на случувања, за решавање слични предизвици пред кои што се исправени и регионот и Европа денес. Но кој да посака кога било да брани своји агресивни постапки или политики, ќе биде соочен со фактот дека одржливи решенија се постигнуваат на маса каде што се води диалог, меѓу лидери кои имаат политичка волја да се разберат и во името на доброто на својот народ и на својата држава. Пред 5 години премиерите на Северна Македонија и на Грција успеа да се разберат низ диалог затоа што имаше таква политичка волја од две страни. Јас и премиерот на Бугарија Петков минатиот јуни исто така успеавме да се разбереме, бидејќи водевме диалог и затоа што имавме политичка волја од двете страни.
И со вакво одговорно практикување на довербата на граѓаните, за само 5 години Република Северна Македонија ја направивме рамноправна членка на НАТО. По долги 17 години, минатата година успеавме да ги започнеме преговорите со Европската Унија со целосна заштита на сите идентитетски одредници на македонскиот народ. Пример сме во регионот и во Европа за успешна, функционална, мултиетничка држава во која што граѓаните имаат еднакви права и одговорности пред законите. Пример сме за држава која што преку функционални политики на диалог ги унапредува добрососедските односи. Земјите членки на Европската Унија, на НАТО, Соединетите Американски држави во Република Северна Македонија денес гледаат како фактор на стабилност и безбедност во Европа. Од земја која пред 30 години беше корисник на мировни мисии, денес ние сме земја во која што се водат разговори помеѓу други држави заради долгорочно решавање на нивните спорови. И поради сето ова, денес реалистично гледаме кон 2030 година како на достижна цел за полноправно членство на земјата во Европската Унија. Република Северна Македонија покажа дека ниту еден искрен напор не е залуден. И кога велам дека постои доказ, тогаш најдобар доказ е договорот од Преспа, кој што пред 5 години беше решение за билатерален спор, а денес е модел за перспективи за иднината. И ова се докажува низ аргументи. По договорот од Преспа и членството во НАТО, а потоа и отпочнувањето на преговорите со Европската Унија, Република Северна Македонија бележи историски рекордна вредност на странски директни инвестиции во износ од над 750 милиони евра, и тоа во најкризната година. Ова придонесе до историско намалување на невработеноста, до најголемо покачување на платите и пензиите и до нови добро платени работни места. Ние сме држава која во кризна година успеа да ја намали невработеноста за 8% и да ја зголеми вработеноста за 9,5%. Или ако погледнеме на билатерален план, Северна Македонија доби во Грција еден од најгласните поддржувачи на европските перспективи. Долгогодишниот мраз кој се чинеше нестоплив е скршен, дури и напротив, македонско-грчките односи одат во нагорна линија и довербата меѓу државите е најголема досега. Конкретен доказ е нашата соработка во областа на енергетиката. Процедурите се во тек и до крајот на годината започнува изградбата на нов гасовод помеѓу Северна Македонија и Грција, што ќе биде поврзан со новиот терминал во Александрополи, Грција. И овој гасовод и овој терминал нема да бидат само за Грција и Северна Македонија. Тие ќе бидат и за Косово, ќе бидат и за Србија, ќе бидат и за земјите на север, ќе бидат и за Црна Гора, и за Албанија, и за сите кои сакаат да се приклучат. Сакам да порачам дека успехот не е во тоа да се стави крај на предизвиците, ниту во регионот, ниту во Европа, ниту во светот. Нереално е да се очекува да се стави крај на предизвици, бидејќи предизвиците секогаш постоеле и ќе постојат. Затоа што на предизвиците е поставен секогаш развојот. Успехот е во тоа да умееме сите заедно предизвиците да ги претвориме во можности и да продолжиме по патот на напредокот. Република Северна Македонија во таа насока е пред нов предизвик, кога треба сите во државата да покажеме одговорност заради европската иднина на државата и по членството во НАТО да станеме членка на Европската Унија. И јас сум убеден и работам на тоа да се израдуваме со успех. Го имаме најдобриот договор со Европската Унија кој може да се добие, кој што ги штити нашите македонски идентитетски обележја, нашиот јазик, нашата култура, нашиот идентитет, со кој што никој не смее да се коцка. Ја имаме огромната и сестраната поддршка од нашиот стратешки партнер, Соединетите Американски држави, и од нашите европски партнери. И се надевам дека диалогот кој што стана нашиот заштитен знак ќе ни донесе ново политичко обединување дома,
за да ги донесеме потребните одлуки во нашето собрание, кои што имаат одредувачка насока во нашето полноправно членство во Европската Унија. Исто така се надевам дека нашиот вреден пример ќе инспирира и други држави од регионот со отворени билатерални прашања да дојдат до применливи решенија. Европската Унија од секогаш била потребна на Западен Балкан, но денес и Западен Балкан е потребен на Европската Унија, посебно ако се земат предвид новите геополитички и безбедносни случувања. И ова е момент што нашата држава не смее да го пропушти и секој кој е одговорен не смее да дозволи оваа шанса да се пропушти. Северна Македонија веднаш и ефикасно се постави 100% на линија на надворешната политика на Европската Унија во однос на војната во Украина и тоа потсети што значи да сме обединети во демократските вредности. Другата опција е нестабилност, ризици и конфликти, кои што во денешно време на хибридни закани, дезинформации и лажни вести се заканува на европскиот, но и на светскиот мир, и тоа мора да е јасно на сите и кај нас дома, и во регионот, и во Европа. Имаме обврска да покажеме одговорност кон собствената улога во зашувувањето на мирот и да ја зграбиме својата заслужена шанса. Затоа што географски, културолошки, историски ние припаѓаме во Европа. Затоа што нашите граѓани заслужуваат европски квалитет на живот. Затоа што нашите млади заслужуваат да им се оствари стонот да живеат во Европа, а тоа да биде во нивната родна земја. Затоа што е можно да ги здружиме силите во нашиот регион и со поддршката што имаме од нашите европски пријатели, да ја направиме 2030 година реална цел за проширено европско семејство и интеграција во Европската Унија и на Северна Македонија, и на Албанија, и на Црна Гора. Целта е сите заедно, рамо до рамо, братски, да станеме членки на Европската Унија. Затоа што човек сам може да стигне некаде брзо, ама со искрени партнери и пријатели може да стигне далеко. И затоа ми е драго што денес со нас и председателот и премиерот на Црна Гора, и председателот на Албанија, и министерот за надворешни работи на Хрватска и многу други гости. Сакам да ви се заблагодарам за вниманието кое што го покажавте на моето воведно излагање. Ова веројатно ќе биде најдолгиот панел кој што го видела некоја конференција и ќе трае веројатно 2 дена со оглед на габаритот на говорниците кои што се наоѓаат на бина и сакам сите да ги поздравам. Ви благодарам.